Во слободната економска зона Бунарџик денеска беше поставен камен темелник на домашната компанија Хајтек, инвестиција вредна над 20 милиони евра, која ќе отвори преку 300 работни места. Инвестицијата ќе се реализира во две фази. Првата е проектирана на 6 милиони, додека втората на 14 милиони евра. Во првата фаза ќе биде изградена фабрика со површина од 5400 метри квадратни, која ќе стартува со работа на есен и ќе вработи 100 лица. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, министерот за финансии Зоран Ставрески, директорот на дирекцијата на ТИРС Виктор Мизо, градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, како и сопственикот Саво Станковиќ, кој истакна дека оваа компанија ќе биде врвот на техничко-технолошките достигнувања во Република Македонија. Денес ставаме камен темелник на една нова компанија која со своето производство ќе биде врв на техничко-технолошките достигнувања во Македонија и ќе обезбеди работа за повеќе од 300 луѓе. Ќе создадеме компанија која ќе учествува во светот на нанотехнологиите, ќе дизајнира и произведува најсофистицирани електронски склопови, со што значајно ќе учествува во зголемувањето на извозот на Република Македонија. Денеска навистина е посебен ден и посебен и историски ден, како што и тој кажа, не само за него и неговото семејство, туку и за нас, за владата на Република Македонија и за Република Македонија, бидејќи ова представува првата домашна македонска инвестиција во слободните економски зони. Значи, инвестицијата на Хајтек представува најдобар пример за тоа дека домашните бизнисмени, оние кои што имаат добри идеи, добри проекти, кои што имаат висока технологија и производство наменето за извоз, се добредојдени во слободните економски зони и за нив и во иднина ќе има место и ќе бидат од владата третирани на најдобар можен начин со цел да привлечеме и уште поголем број на домашни инвеститори. Очекувам набрзо и инвестицијата на ТТ Пласт, на втора македонска компанија во слободните зони да биде преточена во реализација. Ставрески потенцира дека како резултат на визијата на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и напорите што тој ги вложил, но и целиот владин економски тим, во Македонија има голем број странски и домашни компании кои извезуваат и отвораат работни места, а како резултат на тоа невработеноста е на рекордно ниско ниво. Како резултат на работењето на компаниите во слободните економски зони, во ТИРС, значи, Република Македонија денес извезува многу посложени и пософистицирани производи од порано. Македонскиот извоз минатата година, 2015, го надмина нивото од 4 милиарди евра, значи достигнавме рекордно ниво на извоз од преку 4 милиарди евра и при тоа е зголемен извозот на машини и транспортни уреди, што точно е резултат на работењето на фабриките во слободните зони и тој достигна 1 милиарда и 100 милиони американски долари. Пред само 5 години овој извоз на машини и на транспортни уреди изнесуваше само 152 милиони долари. Значи 7-кратно е зголемен извозот на машини и на транспортни уреди како резултат на политиките на владата на Република Македонија за привлекување на нови инвестиции и отварање на нови фабрики во слободните зони. Мизо информираше дека во следните 5 години инвестицијата на Хајтек Ансембли центар во Бунарџик ќе се прошири за нови 11.000 метри квадратни. Производството ќе биде целосно наменето за извоз и главно ќе се пласира во Германија, Швајцарија, Велика Британија и скандинавските земји. Со својата подготвеност и отвореност за соработка, Хајтек има долга историја во процесот на привлекување странски инвеститори и навистина ни го има олеснето целиот оној напор што ние го имаме вложено во овој процес на привлекување на компании. Најголем број од компаниите, особено од автомобилската индустрија, кои денес се присутни со своите инвестиции во Македонија, при процесот на анализа и донесување на одлука за инвестирање се сретнале со Сава и ја виделе компанијата Хајтек. Пред се тука ќе ги спомнам Кемет, Костал, Делфај, Одев Електрик, Key Safety Systems. Нивните исклучително позитивни впечатоци, како и согледувањето за потенцијалот на компанијата и како нивен добавувач и партнер не само на локално, туку и на глобално ниво, секако еден од позитивните фактори во носење на одлуката за инвестирање во Македонија.
Хајтек лани реализираше извоз од 10 милиони евра. Нејзините производи наоѓаат широка примена во автомобилската, авионската и воената индустрија, како и во производството на медицинската опрема. Клиенти на оваа македонска компанија се големи светски брендови, како Continental, Siemens, Bosch, Philips и други. Во компанијата во моментот работат 180 лица, а со отворањето на новиот погон, бројката ќе достигне вкупно 480.